Поликлиниката Битпазар, каде што со доктор Сања Цилевска ќе зборуваат за актуелната вакцинација против грип, каков е интересот, како тече процедурата и колку навистина сето тоа помага. Марија, повели. Така ќе говориме на една актуелна тема која што засега сите нас во овој зимски период. Според последните информации кои што беа представени од здравствените власти во периодот од 8 до 14 декември биле вкупно регистрирани 126 случаи на грип во Македонија или на состојба која што е идентична на грипот. Во продолжение ќе слушнеме многу повеќе за тоа како тече процесот на вакцинацијата против сезонски грип во поликлиника Битпазар, но исто така и се она кое што треба да го знаеме околу грипот. Да ја посакаме добро утро на мојата денешна гостинка, доктор Сања Цилевска. Ви благодарам, добро утро и поздрав до сите гледачи. На самиот почеток ќе прашам како тече самиот процес на вакцинација во оваа поликлиника. Процесот на вакцинација за сезонски грип започна на 16 октомври и од тогаш се дадени околу 5000 дози само во оваа поликлиника, во овој пункт за вакцинација за сезонски грип пред секај ризични групи на граѓани. Останати се некаде уште околу 100 дози. Веќе интересот е намален нормално, најголем дел од луѓето кои што сакаат да се вакцинираат се извакцинираа. Остануваат оние кои што од некоја причина дали примале некоја посериозна имунолошка терапија или пак биле нешто болни, па доаѓаат да си ги примат сега вакцините и останатите граѓани кои што можеби не биле тука или сега баш се одлучиле да примат, може да си дојдат кај нас без никакви пријавувања и најавувања и да си ја примат вакцината за сезонски грип. Еве видите дека некои од нив можеби сега се одлучиле токму да ја примат оваа вакцина. Верувам за нив е и по-лесно со оглед на тоа дека ете го нема тој административен дел со пријавување. Кажете ми за кои најмногу ја препорачувате оваа вакцинација? Секако за сите ризични групи, пред се за возрастните граѓани, значи оние над 65 годишна возраст, за сите граѓани кои што имаат хронични здравствени проблеми, пред се кардиолошки, респираторни хронични проблеми, па и невролошки. Сите дечиња од 6 месеци до 5 годишна возраст, сите трудници и здравствените работници кои што секојдневно професионално се изложени на сите заразни болести. Генерално, кои се оние главни симптоми кои што се манифестираат преку сезонскиот грип? Главни симптоми се оваа година, баш сезонскиот грип оди со висока температура. Пациентите кажуваат дека имаат и 39 температура. Кај малите деца знае да ги држи 6-7 дена покачената телесна температура, доста се изнемоштени, болки во коски, мускули, зглобови. Може исто така често се жалат, посебно педиатриските пациенти, на главоболка, поголемите. Може да биде да оди и со гастроинтестинални симптоми, обично алармираат некое гадење, чувство на гадење, па и повраќање, кое што не е профузно, обично еднаш до два пати повраќаат, меѓутоа оди и со гастроинтестинални симптоми. Бројките дефинитивно полека грипот се движи во онаа сезонска активност, иако не сите случаи се тестираат и се пријавуваат поради ограничениот број на тестови, сепак е тоа PCR технологија што се испитува. Така да бројот е дефинитивно многу поголем и според ова што го гледаме во амбулантите, посебно во дежурните амбуланти кога ни доаѓаат болни дечиња, дефинитивно веќе оди на прагот на сезонска активност. Меѓутоа пикот како и секоја година го очекуваме некаде крај на јануари, почеток на февруари, значи да го достигне оној врв на болни, иако полека се зголемува бројот на болни од грип. Еве ги напоменавте симптомите. Дали може да се каже дека тие се најтешките симптоми кои што се манифестираат од самиот грип, бидејќи напоменавме дека важно е да се вакцинираат бремените жени и хронично болните. Токму во оваа поликлиника можев да забележам и прирачници на кои што е напишано за бремените жени што да преземат во случај на грип. Какви потешки симптоми се јавуваат кај нив? Овие што ги кажавме, ги набројавме симптоми се вообичаени симптоми што се јавуваат кај повеќето, посебно педиатриски пациенти кои што ги гледам секојдневно. Другите компликациите од грипот се многу посериозни, значи тоа може да одат со, обично се надоврзува секундарна бактериска инфекција или пак сама претерана имунолошка реакција на вирусната инфекција, па може да одат со долно респираторни симптоми како бронхит, пневмонија. Понатаму може да дадат невролошки манифестации,
диптери, менингити, менингоенцефалити. Трудниците, бременоста е една состојба на физиолошки намален имунитет, така да и они можат да бидат со сериозни пред се пулмолошки респираторни, долно-респираторни инфекции. Така да сите има причина зашто има ризични групи одредено, има причина зашто за нив Министерството обезбедува бесплатна вакцинација, баш за да се заштитат и да се избегнат сите оние секундарни компликации кои што може да произлезат од грипот, а не се воопшто наивни. Вакцинацијата е најефикасната превенција од сезонскиот грип, но што е со останатите превенции или еве најглавното кое што може да се каже имунитетот? Да, значи тука си ги вакцинираме и децата, сите оние вакцини кои што редовно си се примаат, меѓутоа и кај нив бројот, пошто се многу болни, вакцинираме здрави дечиња, е намален овој период, значи имаме намалена фреквенција на пациенти. Во однос на превенцијата од сите заразни заболувања, па и сега во овој период кога имаме толку вируси, настинки и бактерии, е секако да се внимава, често проветрување на просториите, избегнување на големи колективи, мада сега со сите предновогодишни прослави не е тоа многу возможно, али пак една внимателност во однос на комуникацијата кога сме болни, да се изолираме првите денови кога е најинтензивен преносот на и репликацијата на вирусите, да конзумираме топли напитоци, посебно за повозрасните граѓани ако мора да одат во здравствена институција на вообичаени прегледи за хроничните состојби. Дали помагаат заштитните маски? Да си носат дефинитивно заштитни маски, посебно кога посетуваат здравствени институции, лаборатории, каде што е навистина голема фреквенцијата на заболени и голема концентрацијата на самите вирусни частички, е многу лесно да се заболат. Доколку заболат од грип, многу топли напитоци, многу одмор, значи секоја вирусна инфекција бара убав одмор да се одлежи. Многу течности да се пијат, посебно кај малите дечиња кои што се склони на дехидратации. И се разбира одмор, течности, витаминска терапија и полесна храна. На самиот крај сакам да напоменеме и каде може граѓаните да дојдат и да се вакцинираат против сезонскиот грип. Напоменавме дека нема потреба од претходно пријавување како на самиот почеток, односно кога започна самата вакцинација, каде можат да ја добијат оваа вакцина? За останатите се уште многу мал број на дози, така да од сите оние поликлиники кои што вакцинира и претходно, поликлиника Идадија, ние поликлиника Битпазар и поликлиника Букурешт, во Центар за јавно здравје сите граѓани кои што не спаѓаат во ризичните групи се помлади, меѓутоа од некоја причина сакаат да си се вакцинираат, што исто така сосема во ред, со одреден финансиски надоместок можете во Центарот за јавно здравје Пролет. Инаку оваа година бе обезбедени најголем број на бесплатни вакцини, 80.000 во споредба со претходните години, и навистина секоја година за среќа бележиме еден позитивен тренд на зголемен број на граѓани кои што се вакцинираат, пред се и на деца. Кај деца се уште интересот не е на ниво на европските држави, во европските држави многу поголем број на дечиња се вакцинираат, меѓутоа добро е што секоја година забележуваме еден позитивен тренд на се повеќе деца и се повеќе граѓани кои што се вакцинираат. Па така и оваа година мислам дека вкупно според податоците што ги гледав се вакцинирани некаде околу 79.000 заедно комерцијални вакцини и бесплатни вакцини. Така да тоа е одлична бројка, секогаш може и подобро, меѓутоа битно е да одиме да бидеме подобри секоја година. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да говориме на оваа тема во нашата утринска емисија. Така ви благодарам на вас и ги поздравувам гледачите. Се надеваме дека сите информации беа добредојдени за сите оние кои што се заедно со нас утринови и се на фреквенција на Телма телевизија. Говоревме за тоа како тече процесот на вакцинација против сезонски грип во поликлиниката Битпазар, но исто така напоменавме и со кои се оние најчести симптоми кои се манифестираат со самиот сезонски грип. Така е, Марија, ти благодарам тебе и благодариме на доктор Сања Цилевска за овие споделени совети. Секако дека сезоната на грип е веќе започната и допрва веројатно ќе го доживее својот пик, па овие совети се и повеќе од добредојдени.